Good evening. This is Peter Vrtkovsky on 2NO FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Next is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придужба на нашата македонска радиопрограма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, среќа и убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкасел и околината, вашите желби и честитки и најновите вести од Македонија. Вечерва со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Одборот при македонската општина овде во Ньюкасел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкасел. За повеќе информации околу нова година ќе најавиме во наредните програми. Управата на нашата македонска општина овде во Ньюкасел организираат концерт во нашата македонска сала и тоа со најпопуларниот Орце Стевковски со Сузи Ангелковиќ и групата Оскар од Битола на ден сабота 25 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Картите се $35 по лице, а барот ќе располага со разноврстни алкохолни и безалкохолни пијалоци и стокуњата со топли појадоци. За карти јавете се кај Крсте во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне, а на телефон 0406 95 9823. Како што знаете, нашето македонско културно-метничко друштво Стив Наумов од Ньюкасел организираат 50 годишнина од нашата игрорна група и тоа во сабота на 4 ноември ова година во нашата македонска сала со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената е $55 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $20 и за деца 5 и помали бесплатно, во која е вклучено богата вечера и жива музика со Сенатор групата и Саре Симеонов. Исто така ќе настапи нашата нова игрорна група Стив Наумов на истата вечер. Барот ќе располага со разноврстни пијалоци. Карти се продаваат секој петок во салата од 6 до 8 сатот, најкасно до 27 октомври. За повеќе информации јавете се кај Джесика Маџуровска, Белинда Тиздайл, Мелани Стериовска и Натали Дончевски. А сега одиме со вашите желби и честитки. Со песната Стрејкен роден ден на нашата многу сакана внука Челси Саботковска со најискрени желби и честитки и го честитаме вториот роден ден, исто и посакуваме многу здравје, голема среќа и весело детство, заедно со сите најблиски и најмили. Овие убави од се срце желби се посакани од дедо Благоја и баба Горица Саботковски. Čestitam, na tebe ja spomislim. Svakam da te podsjetam.
со песната Среќен роден ден. На нашата многу сакана мила внука Челси Заботковска и го честитаме вториот роден ден. Исто и посакуваме среќни, весели дечки години во придружба на незините сите најмили и најблиски. Сето тоа од се срце го посакуваат дедо Ило и баба Анџелина Божиновски. Исто така и војкото Ендру со Катерина Божиновски. Со песната Среќен роден ден. На многу саканата мила ќерка и сестра Челси Саботковска со наискрени честитки од се срце и го честитаме вториот роден ден, исто така и посакуваме среќно и безгрижно детство со сите најблиски и најмили. Овие убави желби од се срце ги испраќаат тато Крис, мама Еменда и сестричките Мија и Ештон сите Саботковски. За радост твоја и среќа твоја, денес џубо справиме, роден ден ти славиме. Во мисли наши срца
sreće, najsrećen Gospod zdravlje da ti podari, mnogu želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Polni čaši do rani zori, pesni tebe ti peme, ludo se veseli me. Vojedno oro je celo društvo razigrano, ludo ponapijeno. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je sreće, najsrećen Gospod zdravlje da ti podari, mnogu želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je sreće, najsrećen Gospod zdravlje da ti podari, mnogu želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit rodendan, neka ti je sreće, najsrećen Gospod zdravlje da ti podari, mnogu želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Mi treperi, po celi noki na tebe misla, za tebe samo postoja. Koga tebe ke te vidam, srce mi treperi, po celi noki na tebe misla, za tebe samo postoja. te sakam kade si. Samo jedna želba imam, so tebe da se razbudam. Sve koje utro so mene da
si, koliko te sakam kad si. Ljubov ta znaje lek za dušata, samo ljubav leči se, dojdi ljubi me. Samo ljubav leči se, ljubi me. Ljubov ta znaje lek za
сега да слушаме нешто од Орце Стефковски, кој овде доаѓа во нашата македонска сала во сабота на 25 ноември. За карта јавете се кај Крсте во салата секој понеделник и четврток. Да слушнеме најновата песна Мариовска градешница. Srce mi gori, koga i da pomisla na moje rodno mesto, na moja dedovina, narodna Makedonija. Da se prošeta po celo slavno Marijovo. Da vidam rodna kuća takova. Treperi, solzi mi navira, štom će dojdam pitova. I širno pogledam daleku, daleku, činam jaske poleta. Da se prošeta po celo slavno Marijovo. Kraj da vidam, rodna kuća takova. Kraj da vidam, rodna kuća takova. Со песната Лична наде на својата сакана свршеница Алекса Србиновска со наискрени желби честитки го честитаме 26-тиот роден ден и се најубаво во иднина со сите најблиски. Овие сакани желби се испратени од свршеникот Локлен со цела негова фамилија. Исто така честитки испраќаат и таткото Блаже, мајката Мишел, баба Сана и чичкото Мајко, сите Србиновски.
Да ги проследиме уште една соопштенијата. Управата на нашата македонска општина овде во Њукастел организираат концерт во нашата македонска сала, и тоа со најпопуларниот Орце Стефковски со Сузи Ангелковиќ и групата Оскар од Битола. И тоа на ден сабота 25 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Картите се $35 по лице. А барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци и стокуњата со неколку појадоци. За карти јавете се кај Крсте во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне на телефон 0406 959823. Одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала, и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. А за повеќе информации околу нова година ќе најавиме во наредните програми. Како што знаете, нашето македонско културно-метничко друштво од Њукастел, Стив Наумов, организираат 50 годишнина од нашата игрорна група, и тоа во сабота на 4 ноември 2017 година. Во нашата македонска сала со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената е $55 за возрастни, за деца од 6 до 12 години само $20 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во ова цена е вклучена богата вечера и жива музика со Сенатор групата и Саре Симеонов. Исто така ќе настапи нашата најнова млада игрорна група Стив Наумов на вечерта. Барот ќе располага со разноврсни пијалоци. Карти се продават секој петок во салата од 6 до 8 сатот вечерта, најкасно до 27 октомври, петок. За повеќе информации јавете се кај Джесика Маджуровска, Белинда Тиздайл, Мелани Стериовска и Натали Дончовски. А сега да слушаме уште една нова убава песна од Орце Стефковски, Синови мои гордо Статкова. Mi se rodija tri anđeli, tri sina Makedonci. Od radost golema solzi navirat, tatko dobi svoja odmena. Sinovi moji gordo statkova, so vas mi je kuća bogata, so vas mi je duša radosna, loza naša se produžuva. Sinovi moji gordo statkova, so vas mi je kuća bogata, so vas mi je duša radosna, loza naša se produžuva.
Тоа беше најмладиот армоникаш Димитар Митревски од Битола, групата Фаворити. Насловот на неговото најново оро е Армоникашки влез. А сега, почитувани слушатели, продолжуваме со најновите вести од Македонија. Тетовци не ја пијат водата од градската мрежа. Велат дека неколку денови таа има непријатен вкус. Засега никој од надлежните не знае што е причината за ваквата состојба. Центарот за јавно здравје во Тетово веднаш направил проверки на водата од градскиот цевковод, но земјаните мостри не покажале нарушување во бактериолошките средства. Надлежните од Центарот за јавно здравје информира дека направените анализи во нивните лаборатории не покажале остапки во хемиското физички средства на водата. Поради ова се побарани дополнителни анализи од Центарот за јавно здравје во Скопје. Поради непријатниот вкус, веќе неколку денови жителите на Тетово не ја користат водата од градскиот систем. Велат дека за пиење купуваат флаширана вода. Засега ниту од јавното комунално претпријатие во Тетово не откриваат која е причината за неовообичаниот вкус на водата. Единствено информира дека екипата на работната единица водовод заедно со тим од Центарот за јавно здравје денеска се во проверка на изворите од кои Тетово се снабдува со вода за пиење. Докторот по хигиена Радко Давидовски во телефонски разговор за Сител изјави дека и тие анализи не покажале остапки во физичко-хемиските и бактериолошките својства. Епидемиолозите велат дека водата од градскиот водовод е исправна за пиење, сепак превентивно препорачува да се употребува флаширана вода. Од Центарот за јавно здравје во Скопје се уште работат на откривање на причината за непријатниот вкус на водата во Тетово. Велат дека со детални проверки на мосториите се прави паразитолошка анализа и се испитува присуството на пестициди. Конечните резултати ги најавуваат за утре. Инаку, од пред еден месец Тетово има нов систем за водоснабдување. Изграден е цевководот кој зафаќа вода од горните текови на реката Пена и ја носи до пречистелната станица во која е сместена современа технологија за филтрирање на водата. На децата од предучилишната возраст во Македонија им недостига ментална хигиена. Психолозите се жалат на старите и нефункционални тестови кои ги користат за да го следат развојот на најмладите, како немањето на соодветни обуки кои ќе се запознаат со новите психолошки состојби кои се јавуваат кај децата. Во изминатите години кај учениците и децата од градинките се почесто е појавата на хиперактивност, анксиозност и појавата на одредени стравови, но за истите да ги детектираат на време на психолозите им не достигаат соодветни инструменти. Ниту родителите, ниту институциите не посветиле внимание на менталното здравје и едукација преку која децата ќе ја сватат важноста на своето емоционално здравје. Најмладите денес не знаат како може да ги остварат своите права во рамки на установите. Се поголем број од родители бараат совет од психолозите кога веќе децата ќе станат проблематични поради разни причини. Психолошката лабораторија при Институтот за социолошки и политички правна истражувања денеска одржа втор симпозиум за употреба на психолошки тестови во областа на предучилишно и основно образование. Представниците од повеќе институции укажуваат колку е важно да се постигне свестоста за правилната употреба на ваквите тестови кои ќе придонесат за превенција и заштита на менталното здравје кај децата. Груевски. Обезбедување работа и квалитетен живот во Македонија во Македонска Каменица. Во 2006 година, кога дојдовме на власт во Македонска Каменица, работеа околу 800 луѓе, а на крајот на 2016 годинава овој град има 1800 вработени, што значи зголемување на вработеноста за 120%, изјави вечерва лидерот на ВМРО ДПМН во Македонска Каменица. Според него, по победата на овие избори за учениците од 1 до 5 одделение ќе се обезбеди бесплатен здрав оброк, што ќе го финансира општината и на тој начин родителите ќе имаат здрава храна и растеретување на буџетот.
Вака се работи, а не предавање ветер и магла, ветување воздух или живот, обезбедување работа, квалитетен живот, плата како услови за живење и развој за семејството, рече Груевски. Според него, кандидатот за градоначелник на Македонска Каменица Дарко Митевски е човек кој знае да работи, кој е проверен и докажан. Груевски истакна дека Митевски во последните години направил многу проекти за граѓаните, се што 100% за исполнил програмата и е човек кој ја сака општината. Со негова соработка се издействува концесиите од рудникот да доаѓаат во буџетот на општината и со тие пари да се инвестира за поквалитетен животот тука за вас. Навистина кој било експеримент ќе биде лош затоа што имате таков солиден градоначалник, како што било друга одлука ќе биде голема грешка и непоправлива, понатаму им порача Груевски на граѓаните на Македонска Каменица. Посочи дека општината ќе овозможи укинување или намалување на трошоците за комунални и за градење куќи, целосно отпишување на долговите за комунално, за социјално ранливите категории, заклучено со септември 2017. Изградба на нови градски локални улици и реконструкција на постојачки улици, пречистилна станица на Каменичка река и нови водоснабдителни системи во руралните средини. Најави и реконструкција на училиштето Свети Кирил и Методи и отворање нова детска градина, како и комплетна реконструкција на домот на рудари и негова адапција во мултифункционален објект. Во проектите ги посочи изградбата на руралната развојна зона за помош на повозрасни лица кои сакаат да остварат бизнис во руралните подрачја. Според Груевски, првиот круг од изборите бил одбележан со застрашување на граѓаните, а имало и подкупи. Погледнете како овие 5 месеци додека се на власт повеќе нема проекти, не се зборува за економски достигнувања или за некои нови инвестиции. Нема веќе нови спортски сали, нема нови училишта, нема фабрики, нема водоводи, нема нови канализацијски мрежи, рече Груевски. Митевски од своја страна порача дека ВМРО ДПМН мора да победи на 29 октомври на локалните избори за да се продолжи успешната приказна за Македонска Каменица. Тој им се заблагодари на сите оние кои гласале за него и соодветничка листа на ВМРО ДПМН. Заев од Новаци. Промените силно влијаат врз руралните средини. Победата во Новаци е на дофот, граѓаните и од оваа општина заслужуваат промени, порача председателот на СДСМ Зоран Заев на вечерашниот митинг во Новаци и побара поддршка за победа на кандидатот Љубе Кузмановски во пресред на вториот изборен круг. Бранот на промените што се случи во Македонија, рече Заев, посебно силно влијае врз малите рурални средини, каде не е лесно да се биде вестник на промените, но граѓаните за Новаци заслужуваат промени, а централната власт ќе помага бидејќи државата е татковина на сите и не смее да ги дели граѓаните како што тоа го правеше претходната централна и локална власт, кои во Новаци беа од ВМРО ДПМН, рече Заев. Ќе дадеме перспективи за подобра економска состојба на граѓаните, бидејќи Новаци е срцето на нашето земјоделие во Македонија. Еве на 4,5 месеци од како вие ми дадовте честа да ја водам вашата влада, докажавме дека континуирано продолжува поддршката на земјоделството и дека за 4,5 месеци исплативме 92 милиони евра земјоделски субвенции, кои од идната година веднаш со буџетот ќе бидат навремени, ќе доаѓаат само кај вистинските земјоделци и ќе расте, рече Заев. Нешто и од спортот. Горан Јурич по дебалкот во Печкара повеќе не е тренер на Дженова. По надпреварот, група од околу 300 навивачи го нападнаа клубскиот автобус со јајца и скрши и играчите и стручниот штаб вербално. Дженова, чиј дрес го носи Горан Пандев, кој во катастрофата во Печкара одигра 60 на минути, експресивно доби нов тренер, откако раководството му врачи отказ на хрватскиот Горан Јурич. Нов тренер на Дженова е Андреа Мандролини, кој договорил 18-месечна соработка до јуни 2018 година. Дженова се наоѓа во катастрофална серија на резултати. На последните 9 надпревари тимот за кој игра Пандев има освоено само 2 бода.
Капитенот на македонската фудбалска репрезентација Горан Пандев постигна гол за 70-та минута во кој Дженофа го совлада Интер со 1:0 и освои 3 спасоносни бода во битката за опстанок. Пандев имаше уште една шанса за гол, но не ја искористи. Почитувани слушатели, на самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, голем успех до идната сабота, во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Saturday same time. Good night.